А сега одиме со спортот. Повели Петар. Јована, ти благодарам. Како што видовте погоре во вестите, избори со учество само на коалицијата на ВМРО-ДПМН нема да има. Сепак овој пример остави позитивни траги во повеќе сфери, имено следејќи го примерот на владеачката ВМРО-ДПМН. Домашните спортски институции го представија новиот концепт на надпреварување. Вчерашни ги има деталите. Откако одлучија дека не се потребни два тима за еден спортски меч да биде кредибилен и легитимен, македонските спортисти полни надеж. Видно задоволни представниците на спортските федерации велат дека конечно нашле начин да победат. Дај топката, да баци. Ова е извадреден досече, мислам. Ние цело време да сме имале решење пред доса, не сме го правили и сега овие од партијава што е ни ги отворива очите. Утакмицата е закажена, па шо ако не дошол бе тој од другата? Кој му е крив? Јас сум му крив. Ние сме спремни и че играме сами. И така че тепавме 3-0 службено, овака им да чукавме 150 комада е, 150-0. Кој ти ги дава? Ајде, Бали, да види. Ајде. Рогај, Бали, рогај! Тоа се тие голгетерски варијанти, мислам. Примерот на фудбалерите ги воодушеви нивните колеги кошаркари, ракометари, одбојкари, тенисери и други, кои без никакви забелешки ја прифатија доктрината популарно наречена сам против никој. Од меѓународните спортски здруженија предупредуваат: нема минимални услови за овие надпревари. Дополнително светските хладилници се заканија дека ќе ги избришат македонските лиги од своите билтени, но тоа за сега не ги загрижува нашите атлети.